На неодамнешниот предупредувачки протест на земјоделците од Кочанската котлина, покрај неисплатените 5 денари за килограм предадена арпа, беа изнесени повеќе други проблеми кои практично ги доведоа до работна екзистенција семејствата кои живеат од обработка на земјата. Состојбата е речиси катастрофална со повеќе земјоделски култури, што создава општа безпарица и ги доведува земјоделците во безлизена ситуација. Оризопроизводителите се дојдени до работна екзистенција. Јас ви гарантирам дека пола од овие луѓе немаа средства да купат ѓубрива, да вршат дополнителна поthрана на оризите за да имат поголеми приноси. Тоа е понижувачка работа за еден земјоделец кој произведува храна. Редици чекат за леп, бајат леп, да произведуваш храна, а да јадеш кучички леп, мислам дека тоа е срамота. Треба да си платам препарати и ѓубрето, а не можам. Излажал сам го човек. Нас не лажат и ние лажем. Поради тоа, на нешто повеќе од еден месец пред стартот на жетвата на оризот, оризопроизводителите јасно кажаа која е долната граница во откупните цени и најавија дека жестоко ќе се борат за да издействуваат нивна примена кај откупувачите и државата. Манипулацијата со производителите се гледа на дело. Не бараме од владата никакви партиски работи, ние бараме само тоа владата што не го има обеќано да не го исполни. И бараме да, еве сега сме на прагот на новата реколта, да оризовата арпа се откупува по цена од 25 денари, а белиот ориз по 50 денари. Иако учесниците во протестот и дадоа рок од 4 дена на владата, односно ресорните министерства, да ги исполнат нивните барања, заканувајќи се со помасовни и радикални протести, се чини дека ќе мора да почекаат на ребалансот на буџетот за да може да им се исплати ветената субвенција, а тоа може да се случи кон крајот на септември.